Топ тема, добро вечер. Заврши протестот организиран од Сојузот на синдикати на Македонија со клучно барање зголемување на минималната плата на 600 евра и по 100 евра зголемување на сите плати. За одзивот, очекувањата во следниот период од преговорите со работодавачите во рамките на трипартитниот социјален договор или пак и во некој друг формат, вечерва во топ тема дебатираме со Слободан Трендрафилов, претседател на Сојузот на синдикати на Македонија, и Павле Беловски, претседател на Синдикатот на новинари и медиумски работници, синдикат кој го поддржа и беше дел од протестот што е за прв пат во организирањето на оваа фела. Во вториот дел од топ тема и за протестот на камионските превозници. Како ќе се прескокнат европските бариери за македонските и камионџиите од Западен Балкан, ќе разговарам со Билјана Муратовска од Здруженијето на превозници Макам Транс. За почеток, добро вечер до Слободан Трендафилов. Добро вечер. Председател на ССМ, и Павле Беловски, председател на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Добро вечер и добре дојде. Ти благодарам. Трендафилов, задоволни сте од одзивот? Работниците се охрабри и рамо до рамо застанаа на улица. Застанаа затоа што денеска работниците зборуваа како имаат мизерни плати, како не се задоволни од оние кои ги бираат и кои ги плаќаат, а кои не се грижат за нивните семејства. И на протестот излегува огромен број на работници кои веќе не му се плашат на никој затоа што не му должат апсолутно на никој ништо. Дојдоа за да се поддржат. Протестот не е на Сојузот на синдикатите на Македонија, туку на сите на работници, затоа што 200.000 од нив живеат под прагот на сиромаштијата. Имаше со капи шалови научили да не ги препознаат. Специфично звучеше она најава, оној повик вчера и буквално гласеше така: облечете се убаво, со јакни ставете капе и научили шалчиња да не ве препознаат. Можам да ви толку одговорам беа кратко. притисоци и од кого? Да, во текот на вчерашниот ден до нас доаѓаа многу информации за огромен број на притисоци кон работниците кои сакаа да дојдат. Огромен број беа спречени, можеби ќе беа пута два. Ќе започнам од почеток, иако најави дека ќе го кажам тоа во текот на утрешниот ден, меѓутоа имавме штрајк брехери помеѓу редовите на синдикатите. Прво, тие се највиновни и тие најмногу ги разочаруваат работниците, затоа што синдикалци им се закануваа, синдикалци праќаат соопштенија да не се излегува на работниците. Поточно на нивните членови. Па еве, например, претседателот на Конфедерацијата на слободни синдикати имаше изјава во еден медиум дека не требало да се превзимаат вакви драстични мерки, дека немало потреба и 20% политика и поинакви гледишта. 20% им се зголемиле платите на работниците. Работниците не го велат тоа. Денеска синдикатот СОНГ демантираше членови на СОНГ кои сакаа да се приклучат на работничкиот протест, да си дадат едни на други поддршка за тоа што платите им се мизерни. Имавме синдикалци од јавни предпријатија, односно од акционерски друштва, кои кажуваа како ССМ не треба да превзема никакви чекори, не треба да стои со работниците, нема право да се бори за нив, а патем тие се политички синдикати, формирани со политички притисоци изминатата година за кои сите вие сте свесни, и на таков начин пробуваат да ги одвратат работниците. Извинете, а зошто сето тоа да не е оно што се нарекува синдикален плурализам, различна статистика и различно гледање и различен пристап во спроведувањето на одредени синдикални политики. Затоа и постои терминот штрајк брехери. Кога работниците излегуваат на улица, се борат за нивното достоинство и за достоинствени плати, главна задача на синдикатите е да ги поддржат, и ја често пати кажувам, само еден работник да излезе на улица, ние ќе го поддржиме како што сме го поддржували и претходно. Јас сакам да упатам огромна благодарност до синдикатите кои беа на улица и кои се прави синдикати во државата. И рамо до рамо застанавме сите еден до друг без оглед на величината, големината, односно важноста и улогата. Но огромен број на работници се охрабри и дојдоа и покрај сите притисоци од директори. Например, во Македонски пошти имавме притисок личен кон мене како претседател на ССМ, дека ќе ме тужиле, ќе ми поднесувале не знам какви, само за да не замолчат, за да не излезат вработените од пошта, кои патем излегува на протест затоа што до 15 во месецот не добија плата. Денеска до нас пристигнаа загрижувачки информации дека во Тузлански комбинат Прилеп, еден од тамошните директори, за кои утре точно ќе знаеме име и презиме и ќе го објавиме со слика, се заканува на работниците да се приклучат кон другиот синдикати, во никој случај да не тргнат за Скопје да протестираат.
Истото се случи со колегите од образование од Делчево. Како во такви услови, она што го најавивте од 3 места денес, од пред ССМ, од пред влада, од пред собрание, од пред комора и пред влада, дека ќе се продолжи поостро, порадикално, со протести, блокади и на крајот и генерален штрајк. Се разбира, минатата година во месец февруари и во март кога излеговме пред влада најпрво органите и телата на ССМ на јавна седница за да им изгласаме 500 евра минимална плата за нив и 500 евра минимална плата за сите работници за нас. Тие беа глуви. И цела година се обидуваме по пат на диалог, изготвувавме анализи, па не им беа доволни аргументите за тоа што требало од уште порелевантни институции надвор од Народната банка, Централниот регистар, Државниот завод за статистика да ги обезбедиме. Потоа глумеа социјален диалог, односно социјалниот диалог имаше форма, но немаше суштина. Ние зборувавме, тие не слушаа и ни се подсмеваа, дури ни велеа дека 800 евра се тие да се зголеми минималната плата. И така натака се подсмеваа со работничката под и затоа денеска работниците побараа на анкетата која спроведавме, затоа што владата сите политики ги креира врз основа на анкети кои секој ден му се сервираат на тацна на претседателот на владата за да знае во кој правец се движи општеството. Работниците во 99% од нив кажаа дека се подготвени да излезат со ССМ на улица на почетокот на годината затоа што тие одбија да се договорат до крајот на минатата. Сите сме сведоци дека владата ги остави работниците на ветрометина, сами да се снаоѓаат кои како знае уми, сами да се снаоѓаат да преживеат од први до први. Работодавачите кога видоа притисокот од страна на владата кон Сојузот на синдикати на Македонија се повлекоа од нивната иницијатива да ги зголемат сите плати за најмалку 6000 денари, а владата да даде свој придонес преку ослободување на придонесот за задолжително социјално осигурување. Ќе ги разговараме и тие и вклучително и оценките дека и вие сте одбиле зголемување за 40%. Павле, ова е за прв пат имало протести на новинарите и медиумските работници, но по други поводи и други теми. Ова е за прв пат самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници да излезе на протест кој има јасно артикулирани барања. Со кои мотиви и колку ова значи едно веќе е сигнал за една можеби еве условно поинаква фаза и поинакво проактивно делување на ССНМ? Боби ти благодарам. Треба прво да го детерминираме контекстот, бидејќи кај Слободан е малку полесно да се аргументираме околу тоа каде се наоѓаме и каде е контекстот. Меѓутоа, ние сме една специфична гранка, една специфична професија за која многу малку зборуваме кога станува збор за нас. Нормално, нели, хуманистички и општествено одговорни, работиме во интерес на останатите. Секогаш малку за себе. Меѓутоа, ова би одело и во одговор и во насока на оние кои не прозиваа уште од вчера по изминатиот период. Денеска протестот го поддржаа сите медиумски работници. Слободан добро знае, бидејќи ГИФИК е членка на Сојузот на синдикати на Македонија, а ССНМ како независен синдикат, односно вон МРТВ синдикатот и оној на МИА, се допридаде или приклучи. Така што ние за прв пат имаме протест, односно действие, акција каде што може да се единство сите медиумски работници и новинари овој пат. Ние на претходниот протест бевме, знае Слободан, бевме таму, ние секогаш ќе ги поддржуваме протестите за минимална плата, бидејќи ние сме една од индустриите кои можеби најмногу ги засега. Меѓутоа не знам Боби дали си во насока во ова прашање или во следно прашање. Затоа мора да прашање, следното прашање е токму тоа околу широкиот контекст, а прашањето е колку беше тешко или лесно да се донесе оваа одлука, бидејќи кога е во прашање синдикалното организирање во оваа сфера, ССНМ има, јас ќе ги наречам, се уште неосознаен породилни маки, почнувајќи од тоа, од пробој во сите медиуми, во смисла на формирање на синдикални организации, а она што подоцна веројатно многу ќе го употребува и Трендафилов и за што се расправаат со владата, чини, не чини општиот колективен договор, зборот колективен договор, генерално во приватниот сектор, особено и во медиумската сфера е практично непознаница. Така што тоа е тој поширок контекст на Синдикатот на новинари и медиумски работници прослави 15 години оваа година, навистина голема чест и се формираше во еден од тесните мрачни периоди со кои се случувавме ние како професија, каде што губевме работни места, каде што имавме трансформација од пишани медиуми во оноо медиуми, многу луѓе останаа без работа, дека фата чекор, немаше лесно пренамена на работни места, немаше избор, така што во тој период никна се роди, меѓутоа сега расте, заживува.
убава прилика е ова да се каже дека ССНМ е водечка медиумска организација со 504 активни медиумски работници кои секој месец примаат или не примаат плата. И тоа е за поздравување, бидејќи зборуваме за оние кои партиципираат во нашата професија од 3146 според нашата анализа последна сондажа во 2023 не е многу променето, флуктуираме, доаѓаат и се заминуваат, повеќе се заминуваат, испраќаме многу колеги во пензија. Меѓутоа, што е проблемот со нашата професија? Ние сме една надвор од тие 24 гранки индустрии кои не подлежиме на посебен гранков колективен договор. И не доаѓаме ниту до нуклеус на разговор за такво нешто, а камоли каде што ние ќе зависи минималната плата за нашите плати. Колку е ова сериозно? Значи, и да издействува, и да дојда до некаков договор преку со владата, слободен, и останатите синдикати. Нас пак минималната плата не засега формално правно. И повторно нова борба. Затоа што ние сме на почетокот на борбата, ние немаме колективен договор на гранка. Значи, ние немаме подзаконски правен акт со кој ќе утврдиме како растат нашите плати, која е нашата влезна плата, ние не знаеме, освен нормално минималната. Меѓутоа, ние зборуваме за професија која одамна треба да ја надмене минималната. Така што, не сакам да го дерогирам слободен овде. Не. Воопшто, затоа што немаме опозиција. Јас сакав да ги разграничам спецификите, а и двајцата во исто време да ве прашам, нема протест без политички... Пред да одговори Слободан Нова, само да му дадеме на хинт, ние како медиуми и медиумски работници немаме проблем во заграда да ставиме, се откажуваме од минимална плата. Значи, за нас да не важи во заграда минимална плата, и Слободан мислам дека добро ме разбира на што алудирам. Кога ние ќе дојдеме до подпишување на гранков колективен договор, првиот член на кој се обврзувам дека само тој ќе го предложиме, сите останати работодавачите нека ги предложат. А тоа ќе биде при вработување на неопределено да се земе просечната плата. Боби, Слободан, Шведска, Данска, Австрија, Швајцарија. Платата не се уредува според минимална плата, не расте. Немаат закон за минимална плата. Данска, Шведска, Норвешка, Швајцарија и Австрија. Но имаат колективни договори. Затоа така, доаѓаме до она што треба да биде суштината на нашата дебата и се надевам дека не слушаат работодавачите. Владата не мора. Ќе дозволите само кратко да дадам придонес во насока на тоа што го кажа Павле. Токму затоа и барањето, измените на законот за минимална плата, онака како што се крстаја политичарите изминативе години дека сите плати мора да се усогласат задолжително во врската, сега велиме во тој закон, затоа што тој закон е генерален закон за утврдување на најниска плата во државата. Да се каже дека сите плати се усогласуваат и ќе дадат рок 30 дена на работодавачите и на медиумските работници, меѓутоа и на секој еден работник во приватниот сектор кој е спречен да се организира во синдикат или во јавниот сектор ќе добие зголемување на неговата плата согласно овој пораст. Борбата за минималната плата е токму затоа да ги бутка другите плати, но добро што го демистифицираме ова. Но добро е тоа што ние се окрупнуваме околу таа идеја, но лошо е тоа што спротивната страна исто така се окрупнува затоа што смета дека на тој начин правиме притисок на другите плати и работниците ќе добијат далеку поголемо зголемување од тоа што тие претпоставуваат. Ајде да тргнеме едно по едно. Каде досега се разидовте со владата, бидејќи оно што постојано го слушаме е, ако тие се договорат со работодавачите, ние немаме проблем, тоа ќе се поддржи. Позициите на работодавачите беа различни. Последната позиција беше да може за одредена сума, меѓутоа доколку владата се откаже од придонесите. Кога што е одбиено, вклучително и ова, за да искоментираме се, во синоќешно интервју за TV21, премиерот вели дека минималната плата законски се зголемува во март и согласно со тој принцип зголемени се платите во синдикат, во образование, здравство, МВР, одбрана, центри за социјална работа и така натаму, но сектори каде што има колективно. Никој бил политички заробен, а потоа денеска беше појаснето на пресконференција дека сте тоа вие. А зошто политички заробен? Затоа што владата предложила за 8% годишно или реален раст за 40% за 4 години, но овие предлози биле одбиени. Што е што сега тука? Политичарите имаат многу лоша мана, а тоа е да манипулираат. Да не се изразам народски да лажат. Минатата година, кога
Сојузот на синдикатите на Македонија започна активно за зголемување на минималната плата, беше само продолжување на оно што се случи пред парламентарните избори. Или организиравме протест на 8 дена пред парламентарните избори. Изборите беа на 8 мај, ние на 1 мај излеговме со барање 450 евра минимална плата за работниците, затоа што е најниска. Владата го свати, не знам како да се изразам сега во моментот, тогашната опозиција го свати тоа како напад на новата влада. Веројатно само во нивните глави може тоа да биде образложено, објаснето зашто било тоа напад кога тие не биле ни влада. Минатата година, кога седнавме да разговараме со работодавачите, ако се искрени ќе кажат, а ги чуваме нивните дописи и така натака, тие побараа од нас да се овозможи раст на платите преку некакво субвенционирање, олеснување или некој друг механизам на придонесите за задолжително социјално осигурување, а тие се подготвени. Еден предлог од една страна на работодавачите беше 500 евра минимална плата, тоа беше Стопанската комора на Северозападна Македонија. Од другите две организации на работодавачи или Бизнес конфедерација, едниот предлог беше да се зголемат платите помеѓу 600 и 9000 денари и за тој износ да бидат даночно ослободени, односно само тој дел за разликата да биде ослободен од придонесите. А организацијата на работодавачи побара да биде тоа до 6000 денари затоа што тие го искористија моментот кога една претходна влада донесе таков закон кој овозможи од 600 до 6000 денари секој зголемување на платите во период од 12 месеци да не бидат платени придонесите, а државата да ги дотира во фондот за ПИОМ. Државата и денеска огромни пари дотира. Требаше само да ја сменат ставката, наместо да речат финансиска дотација за исплата на пензиите, еден дел ќе беше за овие работници и истите пари ќе ги даваат таму. Само ќе имаат или едноставно да не се ќе имаат двојна намена или од едниот джеб во другиот джеб. Кој беше владата за ова и од каде произлегуваат сега овие 40% што вие сте ги одбили? Ако ми дозволите. Кога требаше да разговараме за овие прашања со владата, владата го нападна Сојузот на синдикатите на Македонија. Не дискредитираше лично, не ја успеа. Проба да ни прави упади во синдикатите, не ја успеа ниту тоа. Проба да не уќути со комисијата за утврдување на репрезентативност, да немаме столче како сега тука кај што седиме на масата, туку да стоиме ние работниците. Нема потреба да седиме. Тоа траеше многу долго време. Ако пометите, дури министерот за економија и труд, спротивно на законот за минимална плата, без согласност на економско-социјалниот совет, објави износ на минимална плата. Некој ако поднесе иницијатива до Уставниот суд, верувам дека Уставниот суд ќе ги укине платите на работниците. Тоа е многу лош момент. Владата не го калкулираше тогаш тоа така. Седнавме со работодавачите и се договоривме Сојузот на синдикатите на Македонија како представник на работниците, затоа што овие се плашеа за нивниот бизнис, да го побара тоа од владата. Првиот момент кога видела дека ние сме разговарале за овој момент и дека работодавачите имаат добра волја да го сторат тоа, затоа што и во записниците на седницата на економско-социјален совет го има тоа наведено, излезе председателот на владата и кажа: не може. Ако сака некој да зголеми плати, ќе си плати се. Од старт го сосекоа бипартитниот социјален диалог за потоа да имаат главен изговор. Нека седнат работодавачите и владата, ние се договоривме, договорени дојдовме на економско-социјалниот совет. Ама потоа ако седнат нека се договорат и што ќе се договорат ние ќе прифатиме. Патем владата, ќе ми дозволиш само уште кратко. Патем владата не може да се иззема од трипартитниот социјален диалог, затоа и така се вика, затоа и така по конвенции, тоа значи дека сите треба да седиме на маса и да бидеме еднакви. Тоа го наложува законот. Не еден да биде потежок за тоа што е покрупен, или еден да биде пофраер за тоа што е политичар, или другиот за тоа што е посиромашен. Сите имаме исто право, сите дискутираме за нашите проблеми и наоѓаме решение заедничко кое потоа ќе даде помош на едната и на другата страна. Се држи до тој принцип дека има граница каде што завршува државниот интервенционизам, затоа што тука не станува збор само за плати на администрацијата, тоа ќе има одраз на приватниот сектор, таа не сака да наметнува решение, таа сака да ги слушне сите меѓусебно да се договорите и така натаму. Најдиректно, а ќе звучам безобразно, тоа најдиректно значи плативе на медиумскиве работници да останат таму кај што се. Ставот на владата е тој. Нема потреба од зголемување на платите. Договорете се вие. Еве колегата вели најтешко да се договориме, нема колективен договор. Во кој контекст да се прво и вие немате сдружение на работодавачи на медиумски работници со кои ќе потпишат договор. Ето тоа е клучниот момент. Јас немам другата страна и пробувам 6 години како председател на овој синдикат да обезбедам. И јас пробувам да ги вразумам работодавачите да се здружат за да можеме да работа тоа. Ама јас во колективниот договор им нудам само еден член, јас со они 10. Да го уредиме процесот на работа, планирањето на работата. Така е. Само за тие 40% кои ги спомена председателот на владата вчера, а прв пат ги слушаме, морам да бидам искрен, веројатно и тој прв пат ги слуша. Минатата година во јануари месец синдикатот МУПОС излезе на протест пред 5 министерства. Бараа 30% додаток како што имаат дел од вработените во другите министерства, патем и дел од вработените во владата, служба за општи и заеднички, Министерство за финансии и некои други јавни институции и слично.
токму кога почнаа да протестираат вработените во владата за плата, фактички министерствата се дел од владата, само затоа што министри им велеа на претседателите на синдикалните организации излезете на улица, ќе направиме заеднички притисок и ќе мора да даде државата, пошто и нив им прават притисок вработените во министерствата и тие сакаат да бидат еднакви како премиерот или министерката за финансии. Се преговараше. На маса се седна со барање за 30% изголемување на платите. Тие понудија некој модел од 7, 5, 7%, што никој не го разбира тоа, никој не знае што е тоа. Во период од 4 години, со тоа што главно барање им беше кога ќе била изборната година да било 7 за политички поени. Следствено да се усогласува минималната плата онолку што ќе се зголеми или во пракса ако се зголеми 1800 или 2000 или 1500 денари, уште платата на вработениот да се зголеми за 5%. Им беше кажано веднаш да го дадат. Веднаш. Единствениот услов беше на претседателот на владата да се укине општиот колективен договор или да се стави адакт. Што смета во него? Го посочи дека е тоа. Општиот колективен договор, ставањето на адакта значи систем на просечна плата по коефициент за сложеност, право што тужат колегите од култура денес, што ќе тужат други вработени денеска, без затоа што се охрабрија. Гранкови посебни има просечна плата по коефициент за сложеност како што прима плата претседателот на владата. Сега за него важи, ама ние да го тргнеме членот просечна плата по коефициент за сложеност, за кој патем се согласија колегите од Конфедерацијата на слободни синдикати. И 9000 вработени, како што вели премиерот, ќе добиеле 1500 денари, 5%, а 130.000 работници нема да добијат плата. Или, математички сега да ви кажам вака, пошто мораме да го разглобиме ова, пошто вчера многу чудно звучеше, вработените во образование оваа година требаше да добијат 12,6%, колку што порасна просечната плата, колку што требаше да ги земат парите. Си најдоа синдикат нивен, се договорија 5,7 или 12 кумулативно или на рати. Може ли едниот и другиот со бројки? На една плата, земете одредена сума и кажете што би значело редовното мартовско, а која би била разликата со ова вие што го предлагате, бидејќи споменавте дел од ресорите. Значи, тужби има веќе во Министерство за култура, во првостепена, многу тужби добиени на прв степен. На прв степен од различни суди, ама не значи каква ќе биде финалната одлука, сите се обжалени. Но кога има тужби и на постоечки колективен договор и на сето ова, на крајот има многу нејасноти. Бидејќи Павле, според она... Само дозволите да завршам. 40% овој премиера сака да ги даде. И уште сака. И не ги дава. На кого не му ги дава? На работниците? Па не. Синдикатот НУПОС поднесе предлог на колективен договор да го склучи. Од политички мотиви тоа не сте го прифатиле, бидејќи не сте го прифатили и вториот единствениот услов да се укине општиот колективен договор. Нема да прифатиме штета на 138.000 работници која сака да нанесе претседателот на влада. Ајде математички, Павле, бидејќи само да цитирам да имаме повод. Во повикот, новинар еден во МРТВ. Тоа е од прилика едно ниво. За јавноста го зборуваме за единствениот медиум кој што има колективен договор. Кој што има посебен Гранков колективен, значи општиот колективен договор наложува да се исполнуваат условите од посебниот колективен договор. Во посебниот колективен договор се утврдени коефициенти. Во МРТ 2,2 коефициенти е за новинар 1, ако не грешам. Од прилика усогласувањето во 2025 март изнесуваше од прилика 20 и нешто илјади денари за сите месеци на годишно ниво. Односно заклучено декември. Ние до декември тие пари беа исплатени само во 2 рати затоа што ние како синдикат и другиот синдикат прифативме тоа да оди на рати да не биде оптоварување за раководството во наеднаш. До декември не беа исплатени тие пари, се заканивме со тужба минатата недела. Да, во јануари првата недела веднаш под празниците беа исплатени. Значи од прилика некаде боби на годишно ниво тоа беа од прилика 20 до 25.000 денари за новинар. Само со согласувањето во март. А ние веќе ако зборуваме за минимална плата од 600 евра, треба да оваа сума да ја пресметаме од прилика негде за околу 30%. Така? И затоа се борат да не се зголеми. Многу слободен. Еве да не претуруваме 30 и нешто, значи ние веќе зборуваме за 500 евра на годишно ниво за еден вработен во медиумската индустрија. Колку би било тоа, Катерин Дафилов, колку би било тоа во јавниот сектор, колку во
во приватниот, бидејќи кога се зборува за ССМ, најчесто генерално, иако има многу грански синдикати, многу грански колективни договори од приватниот сектор, вообичаено првата асоциација секогаш е администрацијата и тогаш перцепцијата и на јавноста се менува. Извини, Слободан, дали надминавме 24? Последната информација има колку имаме ние посебни? Вие, тоест. Зашо? Посебни колективни договори. Посебни колективни договори имаме во 80% од гранските синдикати, имаат и други синдикати кои не се дел од Сојузот. А во гранските се 24, во гранските има имаат и други грански синдикати кои не се дел од само подпишани грански колективни договори. Само во медиумите, во Дански има 81 посебен колективен договор. Продолжи се. Да, зборуваме за тие на ниво на работодавач, имаме многу повеќе. Зборуваме за гранските колективни договори. Такви има 81 во Дански. Далеко е Данска Белоска. Да, далеко е, таму имаат култура да преговараат со работниците, да се почитуваат. Има интерес да се договарат. Интерес да ги зголеми платите, тука е сосема обратното. Но да се вратам за тие 40% кои сакаат да ги дадат и се уште сакаат да ги дадат. Еве како ние не сме сакале, они сакаат. Го повикувам председателот на владата утре да дојде во ССМ да подпишат со синдикатот НУПОС зголемување од 40% на вработените во администрацијата, како што тој ја вели, инаку тоа е вработени во јавниот сектор, управа и правосудство. Секоја година плюс 8. Утре да го подпишат. Веднаш. Но нема да дојде. Слободан, дали состојбите во Црна Гора ги следите како синдикат? Ги следиме во Црна Гора и во Србија, да. Социјално-економската стратегија на Црна Гора во 2024 оди во следна насока. 600 евра минимална плата, 800 за високо образование. Да. Ослободување од придонеси за социјално од 15 на 10, а за работодавците на 0. Да. Ако си работодавач. И во компанијата вработат. Значи, има модели. Предлогот беше и токму затоа им ги кажавме сите модели како можат да излезат од оваа каша во која самите влегоа заради самобендисаност. И сега, вработените во одбрана, ќе ги споменам, 2 години добивале зголемување на плата. Ниту еднаш. Не се почитува општиот колективен договор, не добиле ниту денар, иако председателот на владата, владени функционери зборуваат да се добило. Вработените во културата, нивен колега, глумец, наместо 8% согласно нивниот колективен договор, како што е во МРТВ, им ги зголеми 5, затоа што така сметал. Ама тој е специфичен договор кој што нема влада што не сака да се откаже. Сите сака, да, зашто е предобар во да, ете така, синдикално кажано затоа што е совршен и затоа што вработените добиваат и не се прашуваат функционери. Затоа што модалитетот е добро поставен. Функционери обожаваат да ги прашуваат и да ги молите. Обожаваат. Они како да доаѓаат на власт за ние да ги молиме. Како да ни даваат од дома. Најмногу нас не налути тоа што приватниот сектор се покажи од анализи, независни не ги изработи, само пошто така реагираат дека ние изработуваме. 250 милиони евра во 2024 година не му биле платени на фондот за ПИОМ, фондот за здравство и другите фондови во државата, управата за јавни приходи, затоа што за толку пари работодавачите избегнале да ги платат придонесите, ама ги платиле работниците. Што ќе каже, овие сакаат да ги вреднуваат работниците. Не ќе да платат на државата. Сега државата не сака да направи чекор основната плата на работниците да отиде погоре, минат труд, додаток за прекувремена недела и сите тие додатоци се зголемуваат, се мултиплицираат. И затоа вели вие договорете се, ама не смеете да се договорите. Они нас така ни кажаа, вие договарајте се, ама нема да се договорите. Ако се договорите, не смеете да се договорите, оти ние ви велиме дека тоа не може. А тоа беше единствената веројатна опција лани во март да се договориме и замислете сега. Седевме со министерката за финансии за која ќе кажам дека имаше најпозитивно размислување за оваа состојба на преговорите. Најпозитивно во тој период. И мислам дека потоа се откажа веќе, пошто виде дека тоа што беше договорено и разговарано е тоа, ама немаа желба. Сега тоа ги чини во буџетот 10 милиона евра овој месец затоа што работодавачите една година ќе беа ослободени. Или еве математички за да бидеме вака попрецизни, ако 200.000 работници имаат плата под 30.000 денари и само тие добиеле 6.000 денари од 24 на 30.000 денари, 50% од тоа или 50 евра немаше да ги плаќаат една година, во јануари ќе ги платеа или 200.000 по толку излегува 10 милиони евра или до крајот на година 120 милиони евра. Сега го одбија тоа. Не може вика вие така да се договорите, како тоа работниците да живеат добро, нема да живеат добро работниците, така сметаа. И сега ние сме повторно во истиот круг.
На Нова година на седницата на Економско-социјалниот совет, како многу сериозен социјален партнер, дојдовме со изработена анализа која ви ја доставивме и на вас на медиумите, сите да ја проверите дали е така врз основа на податоци од Народна банка, Централен регистар, Управата за јавни приходи. И им велиме луѓе, синдикална минимална кошничка, компарација на плати минимални просечни во регион да видат што е како, им велиме луѓе, еве ви анализава. Ве молиме погледнете и кажете за белешки и да видиме што е и како е состојбата. Знаете како ни кажа? Ќе си направите нова анализа со порелевантни податоци од порелевантни институции, затоа што овие не се доволно релевантни. И тоа беше искажано на пресконференцијата во влада. Па добро, они прават и нова кошничка, бидејќи вашите експерти не се релевантни. Нормално. Ова фрустрира, меѓутоа не доаѓаме до суштината. Што значи во ставот за поддршка, односно излегување на протест, цитирате и анкетата, истражувањето од лани, повеќе од половина вработени во медиумите земаат подпросечни примања, а значаен број се на минимална плата. Што значи тоа низ бројки? Не знам дали ќе ни ја прифати премиерот нас ова анализа, бидејќи е финансирана од Европската унија преку лотот Брисел проект поддржан и изработи РЕСИС конкретно. Се надевам дека ќе ви прифати. Се надевам дека ќе ни биде признаена. Значи имаме Боби 70. Не знам за оценките за судството не признава ни една датабаза. 70% во нашата вработените од 3146, 70% земаат подпросечна плата. 30% околу некаде, од кој половина се во онлайн медиумите. Оние дисперзирани редакции кои ги добивме по затворањето на трансформацијата од печатени во преминувањето во тој дигитален свет. И таму се најлоши бројките и состојбите. А тие вработуваат 1/5 онлайн медиумите. Значи тоа веќе расте. Меѓутоа, зошто го напоменувам? Затоа што ние ако имаме еден сегмент регулиран во зградава во која се наоѓаме сега, од Законот за аудио и аудиовизуелни услуги, нели лекс специјалис закон за медиуми, меѓутоа таму плати нема никаде. Од друга страна, овие се во сива зона. Ги ставивме во Законот за медиуми да ги препознава и тоа е исчекор, и ако паметите, премиерот прво кога излезе од презентацијата на напредокот, извештајот за напредокот на земјата, прво што спомена е напредок во делот на права, медиуми и слободи, затоа што ние ССНМ, Сдруженијето и синдикатот, успеавме да нешто променим. Меѓутоа, ние не можеме да се објасниме за да се држиме во тој контекст сега на платите, дека нашата професија одумира. Јас не можам и нему лично, пробав пред Нова година, да му објаснам дека ако не се направи интервенционизам, да не се сватиме Боби погрешно, никакви пари владини, туку да се помогне со модел формално правен, како да го, ако ништо друго, стабилизираме одумирањето. Затоа што, еве, некој ќе ја гледа од помладите и наши колеги дебатави и ќе рече, чека, вие се степаа да не биде 24.500, да биде 36.000 денари. Ние ќе анимираме за 36.000 денари некој во нашата професија. Да, за жал. Значи, на почетокот кажав... Време ве прашувам за конкретни податоци, еве, ние зборуваме за просечна плата. Ние постојано дебатираме дека во одредени сектори, дури од администрацијата, немаме инспектори, немаме ова. Последниот оглас, Павле, за инспектори во Министерството за економија беше со плата од 30.000 денари. Ама тоа е апсурдно, тоа нема никаде да се најде. Тоа е апсурдно. Ама видите, добро живеат работниците ако слушате пресконференции на владата. Тие немаат ниту еден на минимална плата или над минимална плата. Дури еве 30.000 денари за нив е тоа, мислам дека добра плата. Со сарказам го кажувам ова. Знаете во 705.000 од третиот квартал, последното толку сме отприлика вработени, така? 540.000 од месец во месец. Во месец. Вкупна бројка по МПИН. Не, ќе објаснам и тоа. Да. Еве јас ќе одам со вкупната 705.000 да сме ангажирани. Ангажирани. Ние сме 0,503.000 учествуваме плюс минус 0,6 вработени. Јас имам конкретен предлог. Му го представи, само го доработуваме формално да биде целосно издржано, затоа што има финансиски импликации. Да земеме парцијално од моделот на Европа сега во Црна Гора. Да го земеме само од делот од ослободување од персоналниот данок. Нели сакаме да зборуваме со факти, тоа го направи владата на Зоран Заев со интервенција паметите во делот на IT секторот, кога ги ослободи за да ги мотивира да останат, да не биле номади. Да работат во земјата и да плаќаат даноци. 10%, меѓутоа сега го бараме моделот како тие 10% персонален данок да останат кај нас, затоа што еве конкретно во 2023 сите
телевизии, односно регулирани, отприлика над 70% од давачките, трошоците за одржување на медиумот им се плати и придонеси. Значи, нашата најголема ставка за да можеме да функционираме е токму таму. И затоа алудираме таму, за да имаме вин-вин, што велиш. И работодавецот, и работникот. Со тоа што работодавецот нема да даде, работникот ќе земе, односно ќе остане во неговата. Наша главна улога е да се бориме за работниците, а како синдикалци размислуваме како и на работодавачите да им помогнеме за работниците да земат повеќе. И владата ни вика, нема така да размислувате вие. Тоа е тоа. Ајде, за излезните реченија во завршница по првата пауза за реклама. И треба да привршуваме со овој дел, затоа се прашањата и фокусирани на тоа што и како понатаму. Многу иницијативи наведовте, собирање на 10.000 потписи, не знам дали се свесни колку државната администрација може да го сгорчи тоа, тие собирање на 10.000 потписи, особено ако се за намалување на 80% плата. Очекувате ли некаков договор со работодавачите или сепак остануваат овие радикални опции? Собирање на потписи за нов закон, генерален штрајк и така натаму. Неколку фази се она што го одлучивме на последната седница на Советот и на председателството. И па ако дојдат во подрачните служби на Министерството за правда, ако не се лажам, се собираат потписите, министрите и пратениците да ги спречат работниците да се потпишат, тогаш не знам како работници ќе спречат работници да се потпишат да им се зголеми нивната плата, а се намали функционерската плата. Ако уште тоа некој го направи, тогаш мислам дека ламбава треба сама да се изгаси, нема потреба никој да го стиска прекидачот. Но ќе нас спречат 20.000 пред собрание ќе им соберем и 20.000 ќе им се потпишеме. Нема да бидат формално правно легитимни. Добро, тетрадка за спомен. Купче ќе им донесеме. Купче, ама 20.000 луѓе ќе се соберат пред собрание кога ќе ги собираат, да не заборават. Боби, завладен ли беше премиерот што не го викнавме? Вака се усеќам дека слободен ни опозиција. Ова беше само морам да бидам искрен, немало ни обид за дебата. Вакви упади Франкенштейн закони, донесени од улица, предложени, пренабрегнат оној социјален диалог, кај што треба сите да седиме на маса, нели, да се апсолвираме едни со други и ние сега на улица ќе менуваме најважните закони. Не ме сватиш погрешно. Не седат на маса со нас кога треба да разговараме за овие прашања. Тоа е проблемот. Да седеа, минатата година знаете колку седници на економско-социјалниот совет беше на најсиромашната држава која води оваа влада и на најсиромашниот народ да им помогне. Мислам дека 7 пати се смени законот за работни односи без економско-социјалниот совет, смени и низа други закони без економско-социјалниот совет и 3 пати се состанавме од кои еднаш беше нелегитимно затоа што немавме репрезентативност и два пати како се вика имаше официјални средби на кои ни се подсмеваа. Кратко за како ние можеме да дојдеме до ми беше за завршница на повеќе. Да, тоа е смислата. Значи ние што треба да направиме, некако да се обидеме да анимираме другата страна, затоа што имаме синдикат, имаме медиатор, владата, од другата страна имаме асоциација на медиуми која веќе не знам што е фокусот и интересот, беше враќање на 102-ката веќе и евентуално авторските права преку членовите во АВМУ. Од друга страна имаме проникнува здружение на онлайн медиуми, јас го поддржувам потполно. Се надевам дека овие две страни ќе најдат заедничко, ќе седнат, ќе се регистрираат здружение на организација на работодавачи, работодавачи да формираат тоа е првиот така ќе си отворат канцеларија, ќе си ги платат сите давачки трошоци, ќе си одвојуваат средства и јас така, односно ние ќе добиеш партнер. Ќе добиам партнер и ќе може веднаш да поднесам иницијатива за Гранков колективен договор, да се приближиме до пишување историја. За крај. Ќе видиме што се ќе се случува, ги презентирате сите бројки и податоци, она што еве како последен податок или показател. Ако нема намалување на коефициентите на платите, бидејќи тоа се прави секоја година, за сега немаме таква иницијатива. Ако нема намалување на коефициентите на платите за функционерите, за колку ќе се зголемат во март? Тоа што го предвидува законот за избрани и именување, односно платите на избрани и именувани вработени, мислам, избраните именувањето и во собрани и во влада и сите други оние 1080 функционери, предвидува оно што го договоривме преку општиот колективен договор кој сакаат да ни го укинат. Просечна плата по коефициент за сложност. Владата минатата година направи под наш притисок на работниците, затоа што работниците не беа задоволни, направи некои харикири со некаква уредба на влада, ги намалија за 11%, ама еден им се зголемија затоа што 12,6 беше просечната плата, го промашија просекот. Затоа што молчат моментално. Последните податоци беа дека помеѓу 9,5 и 10% расте просечната плата во 2025 во однос на 2024.
Тоа значи дека платата на секој изборен именуван му се зголемува за 10%. Ама стартот е многу добар. Не е како на работниците за 24.000 денари и да им се зголеми 7%. Туку им се зголемува 10% на стопа нагоре 1000 до 180.000. Тоа значи 200 до 300 евра во джебот на секој изборен именуван, а 25 евра на работникот кои ќе му се зголемат, како што кажа председателот на владата вчера, од месец март по месец април ќе му се исплатат. Тие се уште оперираат со податоците, зголемуваат, ние бараме зголемување, тие ќе ги усогласат работничките плати, тоа е голема разлика. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Вие, почитувани, останете на Телма во вториот дел од емисијата и за втората актуелна тема во овој период, протестот на превозниците. Добре дојде во топ тема и за госпоѓа Билјана Муратовска, генерален секретар на Сдруженијето на превозници Макамтранс. Трет ден е од протестот. Има ли некакви најави дека нешто набрзо би се појавило на повидок како можно решение? Велам на повидок, бидејќи бриселската администрација вообичаено тешко се поместува. Да кажам вака, и ние сме тешки, големи не се камионите. Така да познато е дека во сегде во светот камионџиите малце побрзо ги менуваат работите. Се шалам, мислам, чисто. Во однос на тоа што го изјавува потпаролот на Европската комисија, веќе тонот им ја сменет во однос на претходните изјави. Денеска провевилуваат многу на порталите изјави со кои што се надговестува дека уствари Европската унија веќе размислува од аспект на тоа да ги смени правилата за одредени професионални личности кои што се установува дека навистина оваа визна либерализација е пречка за извршување Тоа би требало веројатно да биде надополнување на таа листа во која што сега има тесен круг на професии. Но еве уште еднаш на прашањето, се обидовте многу пати да го одговорите. Зошто токму сега овој процес, бидејќи правилото 90 дена престои во рамки на 180 дена, не е ново. Дали тоа значи дека практично досега на голем дел од тие земјени премини, бидејќи воздушните беа многу построги во таа математика, на земјените премини досега се прогледувало низ прсти или не била прецизна таа евиденција? Па погрешно е тоа што мислат сите дека ние сме правеле нешто за кое што значило прекршување на овие правила. Значи, воопшто не е тоа. Во почетокот, пред 17 години, кога се потпиша спогодбата за визна либерализација, во Шенген зоната имаше 5 држави. Па дојда 7, па 10, па 15, за минатата година веќе имаме 29 држави. Што значи, секој период кој што претходно бил, каде што биле помал број на држави, било полесно. Затоа што не се броја деновите кога одите во тие држави што Хрватска, не се броеше Романија, не се броеше Бугарија, Чешка, Полска, значи сите постепено влегува. Меѓутоа сега се соочуваме со тоа да сите 29 држави, од кои 27 се и членки на Европска унија, Норвешка и Швајцарија се во Шенген зоната. И наеднаш дојдовме до ситуација да ние кои ќе излеземе од држави во Западен Балкан, одма влегуваме на територија на Шенген зоната. Значи, ние ова го почнеме уште пред 2,5 години, затоа што имаме меморандум за соработки, соработуваме меѓу себе сите представници на превозници во овие 4 држави. Се обидовме со дописи, со лобирање кај одредени групи, па дури бевме и во Брисел. Имавме српската страна ангажираше адвокати и овие аналитичари кои што ги анализира начинот на вршење на превоз, периодот на возење, бидејќи ние сме транспортерите ограничени од аспект на работното време на возачите, значи има посебна спогодба. Бидејќи рековте ги анализира, извинете што ве прекинувам околу начинот, и тука има некои дилеми. Што е она што ви смета? Транспортот на македонски производи кон членки на Европската унија или назад, или можноста да се подработи нешто и таму?
Ај сега да ви го објаснам и тоа, бидејќи гледам... Постои во јавноста како дилема. Постои, меѓутоа, за жал, многу малку се знае што значи да бидеш транспортер и како се работи. Значи, ние како превозници работиме од кои ќе излеземе од државата со меѓународни и мултинационални прописи. Значи, она што се случува во државата за внетрешниот превоз. Државата, преку Министерството за транспорт, има подпишано билатерални спогодби за патниот превоз со секоја држава, има 34 спогодби. Во тие спогодби имаме одредување на достапност на пазарот. Што значи, со некои држави менуваме транспортни дозволи во реципроцитет, а имаме и доста спогодби каде што имаме либерализација. Либерализација тоа значи на билатерален превоз, транзитен превоз и превоз зај од трета. Ова превозот зај од трета, тој е нешто мислите, поработуваме лево-десно, меѓутоа тоа е врз основа на дозволи. Да не бидам погрешно сватен, подработуваме лево-десно. Мислев, одам јас како превозник, оставам роба, во меѓувреме немам да се вратам или имам после одреден период и во тој период врз основа на прописи дозволи, бидејќи на времето тие дозволи беа и стриктно по бројчиња и сега се работам таму. На тоа мислев да не видам погрешно свати. Само го поедноставувам. Јас ве разбрав убаво, само сакам да го појаснам. Значи имаме тие дозволи зај од трета. Меѓутоа имаме и дозволи, така наречени ЦЕМ дозволи, тоа се мултинационални, кои што важат за 43 држави. Членка во тој комитет е и Министерството за транспорт и ги добиваме. А тие дозволи дозволуваат да возиме минимум 3 тури во рамките на земјите на Европска унија или овие 43 држави. Што значи дека кој ќе ги завршиме тие, мора да се вратиме дома и затоа се оние работи кога ќе отидеме до Германија, билатерално зборам. Меѓутоа нема тура за назад, ќе излезе нешто во Белгија, ќе поидеме до Белгија со тие дозволи. Од тама ќе товариме, да речем, за Полска, па од Полска ќе се вратиме во Србија или во Македонија. Значи, тоа ни е све дозволено со дозволите кои што дадат пристапност на транспортниот пазар. Сега, таа пристапност на транспортниот пазар, која што ја имаме званично, се во коалиција, односно се исклучува со правилото за 90 во 180 дена. Ако некоја држава, зашто ние која не сме членка на Европска унија, ги имаме тие билатерални спогодби. Ако станеме членка на Европска унија, ќе подпишуваме договори за каботажа, се викаат, што ќе ни даде право да работиме дури на територија на одредена држава. Да речеме во Германија, меѓу нивните мести, тоа е каботаж. Али и таму е одредено 7 дена работат и после мора да се враќаат во матичните држави. Сега, во регулативата која што е за достапност на пазарот, ние имаме отворено можности имаме, не е целосно бидејќи ограничен со дозволи, али е повеќе. И сега рачуњате, ние не можеме да ги искористиме овие дозволи до крајот на годината, затоа што нашите возачи нема да имаат 90 Значи, ако пак ова го преведеме на она што е само билатерален транспорт, доколку ништо не се случи, тоа би значело прецизни договори. Одреден превозник оди, да кажеме, нека биде од Скопје до Виена, мора да се врати од таму да товари или од било кој град, мора да се врати назад во Македонија. Зошто? Затоа што му се бројат 90 дена. Откако ќе заврши 90 дена и, например, да е активен сите 90 дена, иако е невозможно да биде активен 90 дена, нели, обврски за одмор и така натаму, но хипотетички. Активен е 90 дена од 1 до 2 март. Од 1 јануари до март. На 1 април тој веќе нема право да влезе воопшто во Европската унија. Ако е поединец, значи неговиот камион мирува. Ако е фирма, значи неговата фирма ќе треба да му најде замена, некој кој што не предстојувал 90 дена. Да, меѓутоа имам уште еден проблем. Значи, од 2015 година започна масовно привлекување на професионалните возачи
од Западниот Балкан да предат во Германија, Полска, Чешка, бидејќи имаше една студија направена од ИРУ и Обединетите нации, кај што се викаше дека од 2015 до 2025 2 милиона возачи на светско ниво одат во пензија. А од 25 до 28 одат уште 500.000. Така да, они толку ги олабавија, како да кажем, тие нивни правила за привлекување, дури сега последно Германија што дозволи е да почнат да работат без да ја имаат работната виза. Значи, во текот на процесот како работат, тогаш ќе процесот за добивање на визата си останува. Значи, тоа е работна виза која возачите ќе се вработат во некоја држава. Меѓутоа, сите тие, ние пак се обидуваме, нови кадри се појавуваат, ги школуваме, ги возим, радиме за да обстоиме нешто. Меѓутоа, 30% од транспортните компании, нивната флота, што ја имаат, е без возачи. Затоа што ни се недостаток. Веќе заминале. Заминале. Това се причините заради кои што препознавате тенденција на ЕУ да ги украде, да ги земе да работат и тие што преостанале и после тоа, кога наши веќе останат без работна сила, без возачи, превозот веројатно ќе се префрли кај. Јас секогаш кажувам дека нестандардни мерки се начинот на привлекување, застоите на граничните премини за влез во долгите колони, чекањето, тоа е све она што прави да возачите станат незадоволни, затоа што нивните колеги од Европска Унија работат во 27 држави, нема граници, возат нон-стоп, користејќи ги тие паузи, одмори што треба, меѓутоа го користат ефективно работното време. А додека нашите возачи, затоа што треба да чекаат од Србија за Маđарска додат или од Србија за Хрватска додат, али премините, лентите Па не профункционираат зелените коридори или ти останаа за во политички говори тоа е само? само на хартија. При тоа не мислам на нашите политичари, на европските мислам. Зборуваме за европските, бидејќи таму потекнува. Видете, зелен коридор е многу убава работа, меѓутоа ако решат, ја викам за 35 години колку што постоиме ние, до сега сите овие држави што се на нашите граници можеа да додадат уште една лента за камиони. Имало ли досега со ваквиот начин во сиот изминат период условно да кажам инциденти и проблеми од аспект на ова правило 90-180? Па тоа е најголемиот проблем. Значи, Европската Унија е свесна дека ние сме професионалци како превозници, затоа што ова нашо ви го кажува со билатералните спогодби, они на годишно или двегодишно ниво се разговара. Меѓутоа, сега, во овој момент, од минатата година почна, ригорозно се спроведуваат контроли не само на влезот во Европска Унија, него и внатре, во Германија, во Австрија, во Полска, ги запираат возачите или има така големи паркинг плацови кај што се одмараат, доаѓа контролата и ги бројат деновите. Сега е тоа физичко броење на печатите во пасошот и ако видат дека надминал 90 дена, го симнуваат од камионот, не му дозволуваат ништо буквално да земе, што си носи своји ствари. Камионот останува на паркинг плац, тој или го носат на некој друг паркинг плац, а возачот му ставаат лисици. Во тој момент тоа е илегален мигрант. Да, му ставаат лисици и го носат во притвор заедно со сите тие легални мигранти. А работи едноставно својата работа. Државата му дала дозволи да работи, меѓутоа заради ова што не направија на време Европската Унија анализа, да види што се случува со зголемувањето на бројот на членки држави во Шенген зоната. Европската Унија некогаш доцни со анализите, многу често, ама некогаш е многу поагилна и побрза и поажурна кога треба да ги заштити сопствените интереси. Од ова што вечерва го дообјасневте, веројатно има многу причини да го направи тоа. Сега бизнисот вели дека брои штети. Вашите представници, односно вашите членови, превозниците сите велат предупредувавме, нашата екзистенција е во прашање,
Моето прашање е каде затај таа потребна координација во тој триаголник? Превозник, стопанство или комори и влада, која на крајот е таа клучната точка која што ни сите можни канали треба да го процесуира тоа што е и ваш интерес и интерес на домашната економија. Се друго што вие можете да направите, тоа што го споменавте и евентуално да се здружите, да платите еден лобист кој ќе се регистрира во Брисел и ќе биде гласен за вашите права, но пробивот клучен треба да биде на владата. Значи, тоа што го кажав и за лобистот и другото, тоа беше обидот кој што ние како превозници сакавме да и предочиме на Европската комисија и на нашите стопанственици, странски инвеститори сите, што ќе се случи. Значи, ова работа ние работиме 2,5 години. Праќавме дописи сегде, баравме странските, поготово странските инвеститори, бидејќи матичните држави им се во Европска унија, матичните фирми им се во државите од Европска унија, да предочат, затоа што ни не дошле во Македонија да имаат високи трошоци за превоз. Дошли да имаат пониски, затоа што домашниот превозник секогаш е поевтин од странскиот. Бидејќи нема празно возење, него е тука, во базата и од тука кога тргате, вие немате дополнителни трошоци. Меѓутоа, некој ако треба да дојде од Германија, од Чешка, до тука ќе имаат дополнителни трошоци кои што ги прават. Значи, цело време работевме, исто и коморите. Во Македонија има доста комори кои што се германска, холандска, бугарска, така. Значи, има и советодавно тело во царина, кај што се сите заедно. Таму им ги дававме нашите дописи со објаснување, меѓутоа, за жал, никој не се сети. Последниот разговори, дописи, преписки со Европската комисија беше со тоа дека ни обеќа на 15 јануари дека ќе дадат одговор за тоа каква форма би се прифатило за олеснување во однос на престојот, затоа што превозниците, возачите не престојуваат, воопшто не престојуваат. И бидејќи на 15.1. не ни дадоа никаков одговор, а пред тоа ни обеќа многу пати, ние се решивме сите заедно да предупредување да дадеме и да покажеме што ќе се случи доколку се прекине ланецот на снабдување на стоката. Споменав, при крај сме условно кажано, комоција имате некаде до крајот на март, особено што веќе од април би требало сето тоа да профункционира 100% на сите гранични премини. Што ако нема решение? За колку компании еве станува збор како директно загрозени или број на превозници, штетите веќе на стопанството се бројат во стотици милиони, уште од самите првите денови. Значи, во Македонија има над 2000 трговски друштва кои што се занимаваат со превоз на стока. Зборуваме за микро, мали и средни предпријатија и на тие се додаваат уште 700 фирми кои што се превоз на патници. Затоа што 30% од нив работат во меѓународен превоз. Кај нас е разликата, ние 95% работиме на меѓународен превоз, додека патниците, али сепак имаме исти проблеми. Над 7.500 товарни возила имаме со евростандарди кои што ги прифаќаат во Европа, а се работи за скоро 17.000 возачи кои што се со сертификати за професионална компетентност и сите работи, кои што обслужуваат и работат во сфера. Ако не се најде решение, значи економската оправданост на едно предпријатие не може да биде да има 2 возачи за едно возило. Затоа што би требало 3 месеца едниот да седи, да му се плаќа минимална плата, а другиот да работи. И тоа треба голема математика влегол, излегол, останал. Нема математика тука, значи економска математика на денови за да не заврши со лисица. Тоа и сега ние го правиме математика. Него дека нема економска оправданост. Меѓутоа поентата е во тоа што превозот е крваток на секоја држава. Кој ќе ги поттурне работите за крај? Кој треба? Вие, комората, владата или владата, сите заедно? Не. Значи сите заеднички. Работата е во ова, ние исто и од владата одеа на сите тие ова што беа се
на Опен Балкан, на Балкан, Западен Балкан, на сите, мислам, значи сегде се поставуваше прашањето. И од нашата влада, и од Министерството за транспорт, и од Министерството на надворешни работи, и од сите други овие 4 држави. Значи, работиме координирано цело време. Меѓутоа, одговорот беше секогаш правилото е исто, ништо не се сменило. Меѓутоа, не се работи за правилото, се работи за обкружувањето кое сега го имаме. Значи, сменети се условите под кои треба да се спроведува правилото 90-80 Значи, оптимисти сте дека ќе има проблем? Јас сум цел живот оптимиста, да ви кажам, и мислам дека веќе им е јасно што значи да се запре синџирот на снабдување. Над 1 милион тона стока стои. Еве, можам да ви кажам дека ние не бираме на границите кои ќе дојдат, а не се во групата што треба да се пушти. Дали е квор, дали е некоја голема мутина, си стојат камионите. Па сега нека размислат, затоа што и нашите камиони стојат. Мора да се покаже дека сме равноправни. Се израдував баш пред да дојдам мамо, ми пратија од синдикатите не знам, од Германија, од каде слушнале и сакаат да им пратиме за што се работи, за да лобираат за нас. И се надевам дека многу повеќе такви луѓе ќе има. Ви благодарам што вечерва бевте во топ тема. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телмо.